Македонија, за македонскиот народ и за сите граѓани што живеат во Македонија остане вечна, да се сеќаваме на неговиот дело и на тој начин тој дело да биде пренесен на генерациите кои се доаѓаат по нас во македонската историја и македонскиот идентитет, нека му е вечен поменот и секоја година на овој ден идните влади да продолжат оваа традиција да жуваат одговори. Едно од тие прашања и ова прашање, мислам дека одговор на ова прашање веќе дадов во поведниот дел од моето излагање. Напротив, очекувам истата таа атмосфера да се жешти, затоа што се уште имаме структури и политички, но и општествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика. Голема светска конференција заедно со Обединетите нации за демографијата. Јас често пати зборувам дека демографијата е еден од најзначајните приоритети. Потребно е да се стимулира формирање на брачна заедница, потребно е да се стимулира повеќе детски семејства. Тоа е она кое што представува наш приоритет, бидејќи за некои идни генерации за 20-25 години денеска тема е сериозен план. Проблемите што денеска се случуваат голем дел од западноевропските земји е потсукатен со корисници на пензионери, на корисници на здравствениот систем, а за жал до момента не генерира такви приходи. Така што се разбира, трагично тука, да не може конституцијата на владата да сугерира, но демографијата, формирањето семејство, формирањето на многодетно семејство, ние би пробували да ќе го поддржиме. Знаете дека големите збројот на инвитро флексибилитет, од следната година помислуваме со апликација на